Во демократска и фер атмосфера на вчерашните претседателски избори во 4 општини во микрорегионот Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци победи кандидатката подржана од опозицијската ВМРО ДПМН Гордана Селјановска-Давкова. Таа освои вкупно околу 4000 гласа повеќе од Стево Пендаровски. Конечните резултати на Државната изборна комисија велат дека во Кочани Гордана Селјановска-Давкова освоила 8981 глас наспроти Стево Пендаровски со 7931 глас. Во општина Виница Селјановска-Давкова има освоено 5121 глас, а Пендаровски 3408 гласа. Во општините Чешиново, Облешево 2113 наспроти 1340 гласа и во најмалата општина Зрновци Гордан има освоено 818, а Стево 409 гласа. За разлика од резултатите во општините во источниот дел на државата кои се речиси изедначени или во одредена предност за едниот или другиот кандидат, во западниот дел демократијата има чудно лице, бидејќи таму исходот во поедини општини е фрапантен. Бројките сами по себе го потврдуваат тоа. Во Липково, на пример, за Стево Пендаровски гласале 6543, а за Селјановска-Давкова само 44 избирачи. Во Рачиново, новоизбраниот претседател добил 2909, а Гордана 84 гласа. Во Сарај, соодносот е исто така огромен, 8217 наспроти 588. Како и во Желино, каде 3682 гласале за Стево, а 54 за Гордана, или во Боговиње, каде 4450 гласа за Пендаровски, а 53 за Селјановска-Давкова.